првото поглавје, како и целиот роман, всушност, пишувани се во прво лице еднина, јас во исповедна монолошка форма, од стоелиштето, од аголот на 4 стожерни личности, кои што го водат целото дејство, ја пополнуваат целата фабула на романот. Но прво да прочитам една одломка. Јас, кнезот Илеон Дамар, благородник од кралството Трилаконија, средовечник со титула, но без имот, го живеам својот доброволно осаменички живот во шумска колиба. Дрвената градба, да не се жалам, дар ми е лично од кралот Касадеи. Неја ја крепат дебели трупци, кои ги омеѓуваат на дворешните зидови, а внатрешноста е поделена на 3 пространи одаи. Во нив има скромна, по моја желба, покуќнина за катадневен помин, пајажини по аглите кои не ги чистам и во кои е вгнезден мојот деноноќен молк, по некоја воздишка најаве или во сонот и најчесто вител од збркани мисли и чувства. Се чувствувам посебно почесен што токму јас, како еден од низата етаблирани македонски писатели, имам тебе пригода да проговорам за делата на сестраниот и незапирлив книжевен творец и деец Велко Неделковски. Па не можејќи да избегам од својата првична писателска пројава, како долгогодишен афористичар, својот денешен исказ ќе го почнам со афористично мото. Ние сме ништо без напишаното и без читањето. Кому му е потребна мојава исповед и како да ја почнам? Всушност, таа е импулсивно започната, па колебливо оставена и постои како запис со мастило за дивит на груп арак хартија, испишана во 30 искривени редови, мои тревожни букви, создадени на трепкава светлина од цвеќа, во една неодамнешна ноќ без месечина, надвор и без спокој во моето срце. Тоа е одломка од почетокот на романот. Инаку, како што спомнав, романот е раскажан во исповедна форма, монолошка форма, низ 4 стожерни личности, а тоа се кралот Касадеј, неговата сопруга кралицата Нарта, кнезот Илеон Дамар, кој што по игра на случајот и со тек на настаните станува втор човек во кралството Трилаконија, и високиот првосвештеник Рам Калан, кој што е првосвештеник во манастирот Свети Глед Орхеј. Сме студирале на ист факултет филозофски, а за филозофирање ниту не бивало, ниту ке не биде во наредните 20 години што ни предстојат. Сме работеле во некогашната радио-телевизија. Поточно тој во телевизијата, јас во радиото, поделени така за да има најдобри кадри и таму и ваму без лутиш, како што велат кубановци. Каде и да сме, што и да работиме, што и да пишуваме, смислата за хумор не напуштала. И тој, и јас, тоа сме го докажале повеќе страно пред се со своите дела. А јас со надеж дека нема да ми биде замерено и што ќе ми биде простено, поради тоа што не можам и овој пат да побегнам од таа вокација, па еве и во овој исказ внесувам такви проблесоци. Значи, дејството на романот, овој историски роман, дејството се случува некој век наназад. Меѓутоа, тоа е, како да речем, условно, бидејќи романот сака да комуницира со повеќе времења. Се труди да биде безвременски. Во која смисла? Во смисла со темите што ги обработува се универзални, како љубовта, како верноста, како човеколюбието, како соперништвото, како омразата, како одмаздата, како војувањето, како мирот. Значи, станува збор за тие појави и пројави кои се неодминливи во човековиот живот низ сите времења. Значи, на некој начин да зазвучи безвременски.
И јас и Велко се разбира, заедно со уште неколкумина македонски писатели, денес спаѓаме меѓу најпродуктивните со голем број објавени книги и сликовници. Пишуваме и објавуваме дела од сите литературни родови, и проза, и поезија, и драмски текстови, а речиси и од сите литературни жанрови, раскази, романи, песни, хуморески, сказни, басни, пјеси, радиодрамски и други текстови. Сепак, иако е поставен, да речем, во тоа историско миле, нормално тој си има своја, јас ја нарекувам литературна драматургија внатре, и првичниот слој е акционен. За да може читателот полесно да го следи и со интерес да го следи и да му биде возбудливо и интересно дека го следи развојот на бројните настани кои се опишани внатре. Низ романот дефилира галерија ликови од сите општествени, тогаш кралски, да речем, слоеви на население. Тоа е, меѓутоа, главни, би рекол, главни содржински оски има две. Едната е предстојната војна помеѓу кралството Трилаконија и кралството на соседното кралство на Гилбите. Една војна која предстои, која не може да се одбегне, која се чека секој ден, секој миг, да не речем. А втората раскажувачка оска е љубовниот триаголник помеѓу кралот Касадеј, неговата венчана сопруга, кралицата Нарта, и синоокиот, како што таа го нарекува, синоокиот убавец, кнезот Илеон Дамар. Своевремено тие биле младешка тројка. Би му го честитам изданието Касадеј на колегата Велко Неделковски, која во минатата издавачка продукција на Матица Македонска забележа голем успех и со влијанието во книжевните сфери и со одзивот од читателската публика, која насети дека овој роман една фикција издавачка, историска, која навистина заслужува да биде прочитано.